Неделно интервју на Макфакс. Гостин во студиото е Владимир Ѓурчев, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ. Најпрво ми благодарам на нашата покана што дојдовте да поразговараме за одредени битни прашања во државата. Господине Ѓурчев, веќе 9 месеци знаеме дека се водат преговори околу законот за јавно обвинителство. Знаеме дека министерката Десковска кажа дека кочничар е опозицијата и дека исклучиво носењето на овој закон зависи токму од преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМНЕ. Колку сте спремни вие да отстапите од онаа што го кажавте како ваши барања за да се донесе овој закон и дали воопшто ќе се донесе? Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи, исто така вашите читатели на интернет. Драго ми е што сум тука. Во врска со вашето прашање, главната работа, знаете како, малце е конфузно и тешко е да се следат сите овие преговори, изјави и така натаму и така натаму. Главната работа е дека оваа власт и оваа гарнитура на Зоран Заев сака да ги заштити криминалците кои што секој ден, секоја недела и секој месец веќе 3 години наназад ги гледаме. Секој ден гледаме скандали во Македонија. И јасно е дека Зоран Заев, неговите обвинители и неговите судии сакаат сето тоа да го покријат. Нема ден да немаме скандали. Значи, оние скандали кои што ја гледаме на државно ниво се 10 пати побројни ако одиме општина по општина. Значи, луѓето едноставно не може да го процесираат сето тоа. Нас власта не убедува дека 17 килограми, 17 кила чини оној рекет на Боки 13 и неговата дружина. Таму сега имаме заклучок дека тоа само го направил Бојан Јовановски, уште 1-2 луѓе и само тие се. Не. Пола влада е внешана во тоа. Целото раководство на СДСМ е вмешано во сето тоа. А башка сите оние скандали кои што ја гледаме на секој на дневна основа. Имате случај кај што Курто Дудуш, градоначалник, тепа во својата канцеларија човек со месеци не одговара. Имаме скандали со сите можни набавки, не знам, цвеќиња за владата во висина од 700.000 евра и така натаму и така натаму. Никому ништо. Еден куп градоначалници во офсет. Имаме ситуација каде што за патот Кичево-Охрид, значи автопатот Кичево-Охрид, се подпишува анекс пред 4 месеци. Анекс договор во висина од 190 милиони евра, 200 милиони евра. 200 милиони евра. Без тендер. Која е тезата на ВМРО-ДПМНЕ за искоренување на ваквиот систем, да кажеме, оној кој што се огрешил пред законот да одговара? Знаеме дека најголем дел од истрагите се против поранешни функционери на ВМРО. Сега имаме ситуација каде што власта е во рацете на СДСМ, но кој би бил најадекватниот модел за да се донесе овој закон? Најадекватниот модел е да имаме предлог на обвинител кој што ќе доаѓа од редовите на опозицијата и сето ова злостарство кое што се случува на Македонија неколку години наназад да се истражи. Значи, проблемот е што они не отстапуваат од тоа. Не отстапуваат затоа што имаме фамилија која што половина Македонија купува сега. Значи, ние дефинитивно се претворивме во еден Заевистан. Ние сме една заробена држава во која што ништо не случува, никој не инвестира. Младите, старите, средовечните масовно си бегаат, колективна депресија и сето тоа треба да го покрие обвинителството и судството на Зоран Заев. Треба да има правда? Да, онаа потрошена фраза нема правда, нема мир, се повеќе и повеќе добива една конотација која што едноставно ги поразува оние кои што ветија правда. И проблемот е што не само оние кои што ветија правда не ја донесоа, туку направија најголема неправда во Македонија, најголема плячка во Македонија. Че ние имаме семејство на премиерот во кое што има официјално приватен Мајбах. Мајбах тоа е германски Rolls-Royce, тоа е Мерцедес 10 пати повеќе. 2 Бентли возила. Значи, внимавајте, имаме ситуација во Македонија каде што оваа држава на дневна основа безобразно се плячка, каде што имаме екзодус во Македонија, каде што речиси нема семејство, нема човек кој што не размислува веќе за тоа иселување да се замине од тука и едноставно тоа е атмосфера која што ја генерира власта. Значи во Македонија се сме видели, имало секакви власти, премиери, министри, што се немало. Но ваква ситуација, ваква катастрофа, вакво фиаско, ваков дебакл
на секое поле. На вистина никогаш немало. Јас сум фрапиран од оваа власт. Под сите очекувања. Значи, и она најцрно што мислевме дека ќе биде, мислам дека е и уште полошо од она што го гледаме. Во јавноста има критики дека опозицијата со предлогот обвинителот да се бира од ваша страна, всушност не сака да се донесе ваков закон, затоа што не е спремна да се носи со процесот да продолжат постапките против бившите функционери на ВМРО ДПМН. Дали е тоа реално, точно и како гледате на тоа? Видете, тие се исклучиво и само сакаат да зборуваат за ланскиот снег. Да, во ред има постапки такви 4 години наназад, но што е со она што се случува сега на дневна основа, денес? Што е она што се случува вчера, што е она што го гледаме утре? Значи, имаме ситуација во која што има една огромна неказнивост на телните функционери од СДСМ, кои што буквално на улица напаѓаат луѓе. Ние имаме колега пратеник кој што завчера во Гостивар претепа човек на улица пред неговата малолетна керка и му скршил шофершајбна. Тоа го нема по медиумите многу. Кој има на 5 портали, 6 и во тие портали во кои што тоа се објавува, вчера им упаѓа полиција. Внимавајте, вчера имаме упад на полиција во медиум. Имаме судски процеси против новинари. Имаме отворена хајка. Одеднаш премиерот ни прогласува дека се што е напад врз него е, борба против демократијата и лажните вести и така натаму. Значи, отворена цензура, отворени хајки. Мислам дека ова треба да престане и мислам дека се повеќе и повеќе престанува. Еве, погледнете, мислам, се повеќе и повеќе се буди револтот кај народот, отпорот кај народот, затоа што ако ја погледнете последната анкета на Market Vision, веќе имаме разлика од ВМРО ДПМН, која што е околу 100.000 разлика во гласови. Значи, да. Не, ако има денес избори, разликата би била 100.000 гласови, имате еден огромен број на луѓе кои што не би гласале. Значи, има еден огромен диапазон, огромна бројка на луѓе кои што се плашат. Ке им се јави некој на телефон и ќе ги праша добар ден, ако има утре избори, за кого би гласале, и тие луѓе велат не знам. Но на другите прашања апсолутно се опозиционо расположени. Не знам, ако ви прашате што мислите за економската состојба, лоша. Што мислите за владата, катастрофална. Што мислите за Зоран Заев, апсолутно негативно мислење. Но, кога ќе дојде прашањето за кого би гласале, тие луѓе велат, не знам, се уште не сум одлучен. Јасно е дека ќе гласаат за ВМРО ДПМН, јасно е дека се опозиционо расположени, но не се осмелуваат да го кажат тоа затоа што имаме една страховлада. Навистина имаме еден режим на Зоран Заев каков што сме немале 30 години наназад. Оптимист ли сте Македонија дека до крајот на годината ќе ги започне преговорите со Европската унија? Една од главните визии на сегашната власт која што го ветуваше Македонија во Европа и во НАТО. Па ќе видиме до крајот на годината, да видиме кое ќе биде мислењето на Франција, но не е само Франција, има и повеќе земји кои што не се така гласни, но имаат и големи забелешки. Ние како ВМРО ДПМН и опозиција имаме прилично принципиелен став, а тоа е да, апсолутно ги поддржуваме европските интеграции, ја поддржуваме европската иднина на Македонија и дека Македонија не треба да биде казната поради лошите политики на Зоран Заев. Значи, ние во нашите дискусии и во Европскиот парламент, и во Европската народна партија, и со дипломатите тука во Скопје велиме да, добро е за Македонија да ги почне преговорите. Тоа е добро за државата, тоа е на крајот на криштата добро и за институциите, затоа што ќе значи многу поголема контрол или пак многу повеќе надзор, многу повеќе следење на она што се прави, затоа што праксите кои што ги гледаме во Македонија се тотално неевропски, благо кажано. Значи, во тој дел добро е, сакаме Македонија да добие препорака за преговори, но знаете што, ние, односно добие преговори, но ние како ВМРО ДПМН имавме 10 препораки наназад, кои што беа чисти, без забелешки. Единствено беше проблем, нерешениот спор со Грција и оној услов кој што беше во делот на промена уставното име. Сега Зоран Заев тоа го направи, името го смени како што го направи, и тоа знаеме на каков начин, катастрофален и криминален, но гледаме дека забелешките од европска страна се навистина големи. Значи,
има забелешки од делот на слобода на медиумите, има забелешки од делот на владење на правото, нема борба против корупцијата и така натаму. Дали опозицијата се уште е на ставот за предвремени парламентарни избори? Апсолутно. Какви се вашите размислувања? Апсолутно, ние сакаме избори утре. Сакаме утре затоа што секој ден од власта на Зоран Заев е загуба за Македонија. А колкави се шансите на ВМРО ДПМН за победа еве на тие предвремени избори? Имате ли направено анализа колку мандати би освоило ВМРО ДПМН, колку гласови? Па видете, анализа, додека идев тука во студиото, неколку луѓе ми кажа, ајде веќе да заврши целата оваа работа. Значи, атмосферава е сосема сменета. Знаете како, веќе нема средба, нема одење, нема кругни зград каде што 20, 30, 40 луѓе нема да ти кажат ајде веќе доста со ова. Значи, да, тоа не е некоја голема анкета, не е репрезентативен примерок, но апсолутно доминира антивладиното расположение, доминира револтот и разочарувањето и кај неопределените. Ние во тој дел можеби се уште, иако голем дел од тие неопределени луѓе апсолутно се разочарани од Зоран Заев, се уште не се приклонуваат кон ВМРО ДПМН, но јас очекувам се повеќе и повеќе тоа да станува случај. Значи, нашиот председател Христијан Мицковски заедно со тимот околу него, со соработниците, интензивно работи на програма. Значи, многу повеќе треба да направиме за да им објасниме на луѓето, да им понудиме програма, визија, едноставно да препознаат во нас еден план кој што ќе извади Македонија од овој амбис и провалија во која што се наоѓа. Инаку во делот на тоа дека ќе победиме изборите, ќе победиме. Еве, вие кажав пред малци оваа анкета последна која што слушнавме, мислам дека беше вчера или завчера на МКДМК. Значи денес да има избори, разликата била 100.000 разлика. Значи ВМРО ДПМН во моментов има повеќе гласови од што СДСМ и ДУИ заедно. Ако ги погледнете председателските избори, ние имаме победа во Скопје. Значи Силјановска контра, нели, Спендаровски. Имаме победа во Источна Македонија, имаме победа во Битола, имаме победа во Прилеп, имаме победа во Штип. И да не ги редам. Добро, значи, председателските избори не се сепак репрезент тоа, но е некој индикатор. И на тие избори, значи и на тие избори, каде што беше доста тесно, ако ги видиме бројките после тоа, значи со сите овие афери, рекет, нели, се тоа што излезе во јавност, имаме едно топење буквално на власта и паѓање на дневна основа, така што таа разлика се заглемува. Значи, ако може да резимирам, зборуваме во моментов денес за 100.000 разлика во корист на ВМРО ДПМН, според анкетите, со тоа што ние кај оние луѓе што не се изјаснуваат, кои што велат не знам за кого ќе гласиме, многу поголем резервоар на гласови, затоа што тие луѓе се јасно антивладино настроени, но се уште некако не се доволно определени, не се доволно мотивирани да се приклонат кон ВМРО ДПМН. Меѓутоа, во вашата партија знаеме дека има неколку струи и неколку крила во партијата. Постои ли можност за формирање на нови партии со ВМРО-вски предзнак и одливање на членството? Имате ли направено такви анализи? Видете, тоа не е ништо ново. Тоа сме го гледале, мислам, најмалку 15 пати или 16 од 90-91 година до сега, но ниту едно од тие партии или деривати или опции кои што произлегли од ВМРО ДПМН немала некој посериозен политички успех. Значи, јасно е дека ВМРО ДПМН е епицентарот на политичкото организирање во Македонија. Јасно е дека ВМРО ДПМН е главната опозициона сила во Македонија и најголема партија. Не сме ние најголема опозициона партија. ВМРО ДПМН е најголемата политичка партија во Македонија и по бројот на пратеници, и по гласови, и по доверби, и по се. СДСМ во парламентот конкретно денес сега има 33 пратеници од СДСМ, не повеќе. Се останато се байпас варијанти, алиментирање на лични агенди и така натаму, значи една прилично закрпена коалиција. Знаеме, 10 пратеници се отцепи од кај вас. Да, но и со тие отцепувања ние сме се уште поголеми од СДСМ. Така што обично пред изборите се формираат мали партии кои што се незадоволни од левата и од десната страна, но симптоматично е кај вас дека има повеќе крила. Тоа ми беше прашање. Видете, знаете што? Значи, мислам дека во тој дел ВМРО ДПМН не е консолидирана. Има огромна голема поддршка за Христијан Мицковски како председател. Тој е нашиот кандидат за премиер, тој е едниот мандатар, тој е оној кој што ќе предводи и презентира нашата програма.
Така што во тој дел јас на граѓаните, на народот, на луѓето што ќе не гласаат, би им порачал дека единствениот начин на кој што Зоран Заев може да се смени и да се замине, а време е да се смени и да се замине, е да се гласа за ВМРО-ДПМНЕ. Сите други варијанти се варијанти за спас на Зоран Заев, варијанти за уште нови 3-4 години од Зоран Заев и се помалку и помалку Македонија која што имаме со секој изминат ден од овој заевизам кој што ни се случува. Значи, ајде да си ја вратиме државата, ајде да извлечеме поуки од сето она што и се случува на Македонија изминативе 2-3 години и на политички, и на економски, и на секаков друг план и едноставно да се санира штетата од ова фиаско. Знаете како јас гледам да бирам зборови и да бидам објективен и се, но ваква работа немаме видено во Македонија, веруете ми. Значи, јас лично и сите ние сме го критикували, Бранко Црвенковски сме го критикували, и Владо Бучковски, и Киро Глигоров и така натаму, но никогаш не сум се надевал дека ќе има Македонија премиер како Зоран Заев. Значи, тоа веќе и членството на СДСМ го констатира, кога човек разговара со ни, веќе и тие шират рамења, оваа цела работа едноставно не се брани. Така што созреани се работите за промени. Ајде овие неколку месеци малце да ги видиме ставовите, да ја видиме понудата, и од идната година едноставно Македонија мора да се вади од оваа дупка во која што сме заглавени. Вие сте член со долг стаж во ВМРО-ДПМНЕ, бевте и во претходниот состав на партијата, кога беше критикувана дека нема доволно демократичност, па беше избрано новото раководство. Каква е сега состојбата? Дали има поголема демократичност во носење одлуките и дали вашиот лидер, да кажем Христијан Мицковски, може да биде тој обединител на членството? Мислам дека Мицковски како претседател едноставно ја подаде раката кон огромен број на луѓе, не само во ВМРО-ДПМНЕ, тој појде и кај стопанските комори, кај синдикатите, појде кај политичките партии кои што доаѓаат од албанската етничка заедница, гледа колку што е можно повеќе исто така да ги изгради мостовите кон цивилното општество, кон медиумите. Така што во тој дел мислам дека имаме чекор напред, имаме подобрување, но треба да продолжиме да работиме на тоа. Значи, апсолутно треба да го консолидираме сето она огромно незадоволство кое што се акумулира од политиките на Зоран Заев, неговите 28 министри, но треба истовремено и да комуницираме со оние луѓе кои што не се толку партиски определени, кои што се уште се разочарани од СДСМ и Заев, но не се сигурни дали би ја дале довербата на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, пораката кон нив е дека имаме и работиме на сериозна програма, дека таа програма ќе ја презентираме и дека треба да се врати времето во Македонија кога нешто ќе се напише во програма и ќе се реализира. Значи, знаете, ние имаме една од последиците на заевизмот кој што ни се случува изминативе неколку години е да премиерот рутински лаже. Значи, премиерот лаже и око не му трепнува, и ги менува изјавите на 2-3 дена, а после тоа ништо не реализира. Значи, ако ја видите онаа програма за живот во Македонија, има десетици, па и стотици проекти, ништо не е реализирано. Значи, тој вели ќе дојдат Facebook и Google, абер нема сега на нашиве деца им се сервира дрога. Значи, сега дојдат белосветски мафијаши да им доаѓаат во Македонија и да велат од Македонија ќе направат Колумбија, а фирмите од семејството на премиерот се вклучени во сето тоа. Тоа е катастрофа, тоа е скандал. Кога сме веќе кај раководството, уште едно подпрашање. Дали имате врски и се слушате со поранешниот лидер на партијата Груевски? Па тоа повеќе пати е одговорено како прашање. Значи, Христијан Мицковски ја води партијата, тој има своја политичка визија, тој има своја програма, има поддршка од извршниот и централниот комитет, така што во тој дел ВМРО-ДПМНЕ е апсолутно едноставно на линија на она што се нарекува нормално политичко функционирање. Ако ВМРО-ДПМНЕ ги загуби изборите, дали раководството ќе треба да се преиспита, да си сноси одговорност? Иако не сме дојдени се уште до избори.
Не, изборите прашање само колку ќе победиме, дали ќе биде 100.000, 150 или 200.000 разлика. Затоа што, знаете како, освен еден мал круг на клиентелисти околу раководството на СДСМ, нема луѓе кои што ќе гласаат. Значи, еве, ако ги погледнеме последните избори парламентарни 2016, главната разлика тогаш на СДСМ, иако и тогаш победивме, нели? На тие избори, така е, со повеќе мандати, со повеќе гласови, но тогаш СДСМ имаше добар перформанс, например, во Скопје. Сега во Скопје на СДСМ се случува катастрофа. Шилегов, Златко Марин, градоначалникот на Ѓорче Петров, градоначалникот на Кисела вода, Газибаба, значи апсолутно една безидејност и немање проекти. Значи во Скопје, тука сме некаде, мислам дека има поголем број на општини во кои што водиме во Аеродром, победивме во Кисела вода, победивме во Ѓорче Петров, победивме во Бутел и така натаму. Значи расте бројот на општините во кои што ќе имаме солидна разлика. Значи Скопје сме консолидирани и веќе победуваме во Скопје. Второ, СДСМ доста добро помина кај младите. Кај младите има огромно разочарување од Заев како премиер и неговите 28 министри. Значи ние имаме, внимавајте, премиер кој што не знае две реченици на англиски да сврза. Значи не е тоа само за мајтап и за исмевање, тоа е проблем за Македонија. Знаете што? Затоа што кога некој се однесува на меѓународна сцена како Зоран Заев, тоа што станува слика и прилика, тоа станува карикатура на државата. И да, можеби странците ќе се насмеат 20 секунди на тоа како Зоран Заев зборува, односно не зборува на англиски, но никогаш нема да дојдат да инвестираат, ке речат овие се несериозни луѓе. Кога имаме министри кои што никој не ги знае, никој не ги видел и кои што после 2,5-3 години мандат не можат една инвестиција да набрат, како министерката на која што името не го знаеме, на која што ја гледавме по изјави и клипови, кај што не знае да каже некоја инвестиција. Значи, во тој дел апсолутно имаме предност во Скопје. Кај младите има големо разочарување од власта, онаа младинска гаранција, нели, и онаа програма за живот во Македонија, за жал стана програма за живот во Германија, Канада и Шведска. И исто така СДСМ имаше солидна подршка кај албанците. Значи во тој дел има големо разочарување, има голем револт кај Заев, така што оние 50.000 гласови кои што од 2016 ги доби Заев, мислам дека сега ќе бидат можеби 15-20.000 гласа. И што се ме пред крајот, лично прашање, доколку ја добиете власта, дали себе си се гледате како пратеник или можеби како еден министер? Бидејќи знаеме дека сте со долг стаж во партијата, но немате водено министерство. Кој ќе биде, што и каде, апсолутно е неважно. Имаме акутен проблем. Значи, буквално мора да се спасува државата. Јас сум загрижен. На вистина загрижен сум кога гледам кој екзодус не се случува, кога гледам на што личат нашите градови и села, кога гледам дека нема никаква нова фабрика во Македонија, кога гледаме што се случува во светот, не знам какви се технолошки пронајдоци, изуми и така натаму, кога гледаме што ни се случува во Македонија, а времето многу брзо поминува. Тогаш си велам, ајде едноставно ајде да се фатиме во костец со сето тоа. Значи, од една страна го имаме Зоран Заев, кој што знаеме каков е, кој му е капацитет, од другата страна го имаме Христијан Мицкоски, кој што има одлично портфолио, значи познавање од мехатроника, роботика, кинетика и така натаму. Значи, една понуда на 21. век. Ајде да избереме премиер од кој што нема да се срамиме и ајде Македонија едноставно да ја обновиме, затоа што потиштени се луѓето. Мора ова да помине. Значи, ова го зборувам со цела убеденост, го зборувам во еден здив, затоа што јасно е она што ни се случува. Мора да успееме, другите одат напред и нема да не чекаат, и затоа Македонија треба да оди напред. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на Макфакс. Благодарам се најубаво уште еднаш. Поздрав до вашите гледачи. Главата горе. Ова ќе заврши уште неколку месеци и ајде заедно да се бориме за Македонија. Да живее Македонија. Почитувани гледачи, ова беше интервјуто со Владимир Ѓорчев, пратеник на ВМРО ДПМН. Пријатно.